Вести на Канал 8, добродојдовте. Вработените во водостопанската подружница Брегалница од Кочани организираа краткотраен протест пред влезот на предпријатието. Причина е доцнењето на платата за минатиот месец. Вработени во водостопанската подружница Брегалница, кои се членови на синдикалната организација на акционерското друштво водостопанство, излегоа на протест пред влезот на предпријатието. Причина е доцнењето на платата за минатиот месец и најавите дека исплатата тешко ќе се реализира. Слични протести имаше и во другите десетина подружници во државата, каде вработените го имаат истиот проблем. Вработените на АД водостопанство на РСМ подружница Брегалница, заедно со вработените од останатите подружници дирекцијата во Скопје, протестираат бидејќи не им исплатена платата за месец март 2024 година. Исто така, за неколку дена истекува и рокот до кога ќе важи здравственото осигурување на вработените и на членовите на нивните семејства. Подолг период сметката на АД водостопанство е блокирана од страна на управата за јавни приходи. Голем дел од финансиските средства се повлечени таму. Информацијата е од Скопје дека сопствени финансиски средства за исплата на плата не може да се обезбедат. Затоа бараме да ни се исплати платата, да се помош од владата на Република Македонија, за да може, бидејќи голем дел од овие вработени во изминатиот период во незавидни услови успеја да подготват дел од теренот за наводнување. Сезоната за наводнување за 24 година во подружница Брегалница започна. Информацијата од дирекцијата од Скопје дека проблемот е со наплатата од комуналните предпријатија. Голем дел од данокот за ДДВ е од комуналните предпријатија, од подружниците што испорачуваат вода за пиење. Наплатата за минатата за претходната сезона 23 година изнесува 70%. Протестот на вработените во водостопанската подружница Брегалница траеше околу половина час, пошто тие се вратија на работните обврски. Кандидатот за председател на СДСМ Стево Пендаровски одржа предизборен митинг во Кочани и Виница, а имаше средба и со жителите на општина Чешиново Облешево. По 17 години со статус на земја кандидат за членство во Европската Унија, сите ние, политичкото раководство, со поддршка од граѓаните, ги отворивме преговорите, но се соочивме со две блокади, надворешната од соседна Бугарија, но и внатрешната од опозицијата, што повеќе боли, истакна на предизборниот митинг во Кочани председателскиот кандидат Стево Пендаровски. Сите ние со ваша поддршка ги отворивме преговорите со Европската Унија. За жал, во истиот момент, во првите фази доживеавме двојна блокада. Едната од нашиот источен сосед, кој за жал со години наназад се однесува на неевропски начин кон нас, меѓутоа повеќе боли внатрешната блокада од најголемата опозициона партија, која рече тие договори не ги признаваме и ако дојдеме на власт ги поништиме. Наместо да види што точно пишува во тие договори. А во тие договори пишува дека македонци постојат, дека македонски јазик постои и дека тоа никој не смее да го негира во целиот свет. Тие велат не, ние можеме само како бугари да влеземе во Европа. Тоа не е точно, ги имате договорите, отворете ги на интернет, прочитајте ги. Тоа е голема лага која им служи само да го замајуваат народот со цел да дојдат на власт и после да владеат без да водат сметка за интересите на граѓаните. Пендаровски истакна дека во изминатиот период, додека ја извршувал председателската функција, им помагал на граѓаните без разлика на нивната верска, етничка или друга припадност. Не можеш да се нарекуваш председател на сите граѓани ако навистина сите граѓани не ги третираш на еднаков начин. И сите граѓани да бидат еднакви со председателот. Во изминативе 5 години, секој од вас што побарал помош од председателот бил удостоен со прием, со разговор и со поддршка. Секаде каде што сум можел сум помагал и јас, и мојата сопруга, и другарите кои беа пратеници, и другарите кои беа министри, и градоначалници. Секаде не сме можеле да постигнеме, но никого не сме одбиле. Тоа важи и за оние кои не гласале за мене, не гласале за нас, затоа што мене ми е битно
сите граѓани овде да се еднакви, сосема небитно дали се за ова или за она партија, дали се македонци, дали се албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, било што, сите тие се и ќе бидат еднакви за мене. И јас мислам дека сум еднаков со секој од вас, независно од мојата позиција на председател. Во своето обраќање, Пендаровски одговараше и на прашање од присутните на митингот, при што истакна дека останува на ставот оти е потребен ветинг во правосудството, но тој да ги опфати и политичарите. Исто така, нагласи дека лесно може да се провери неговата имотна состојба и дали има нелегално заработени пари од странство, нагласувајќи дека токму во најблиското окружување на председателската кандидатка на ВМРО-ДПМН има луѓе што не би го помилеле ветингот. Председателскиот кандидат Пендаровски имаше средба со граѓаните и општините Чешиново, Облешево и Виница. Основното училиште Свети Кирил и Методи е единствена образовна установа во општина Кочани што поседува медиумски клуб. Во него членуваат околу 40 ученици од 7 до 9 оделение. Со нив работат наставничките по македонски јазик, кои истакна дека интересот за млади новинари во нивниот клуб постојано се зголемува. Околу 40 ученици од 7 до 9 одделение се членови на медиумскиот клуб Кимко Инфо. Со нив работат наставничките по македонски јазик, кои истакнаа дека во општина Кочани основното училиште Свети Кирил и Методи е единствено што поседува медиумски клуб, а додадоа и дека интересот за млади новинари постојано се зголемува во нивното училиште. Целта е што повеќе основци да ја развијат медиумската писменост. Задоволството и гордоста се уште поголеми ако го истакнеме фактот дека од 60 апликации пријавени од многу различни училишта, нашата беше оценета со највисоки оценки и прогласена за најуспешна во формирање на медиумски клуб. На сите членови на клубот ни представува огромно задоволство што сме вклучени во разновидни проекти и активности под менторство на нашата наставничка Лилјана Јовановска, која со огромна посветеност не насочува кон реализирање на сите наши проекти. Со незините совети и насоки, нашата мотивација и ентузијазам се уште поголеми. Учениците што се дел од медиумскиот клуб ги презентираа активностите кои ги имаат сработено. Од почетокот на работата на Кимко Инфо изготвивме 2 плакати и 2 брошури. Плакатите ги изготвивме на 24 ноември минатата година, кога се поделивме во 2 групи. Едната група работеше на плакат во врска со кодексот на облекување во училиштето и што е дозволено, а што не. А другата група работеше во врска со забраната на користење на мобилни телефони во училиштето и дека учениците не смеат да ги употребуваат своите мобилни телефони во училиштето. Една од брошурите ја изготвивме на 21 февруари по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Во неа зборувавме за важноста на мајчиниот јазик и колку е важно да го почитуваме и да го негуваме нашиот мајчин јазик. Потоа таа брошура ја делевме низ училиштето и низ градот. Другата брошура ја изготвивме на 21 март по повод денот на екологијата. Исто така делевме низ градот и со тоа граѓаните можеа да се запознаат подобро со поемот екологија. Првото интервју ни беше со Владимир Грчев, ученик од нашето училиште, и кога почнавме со интервјуто имав многу трема и не знаев баш како треба да се одвива, но со тек се опуштивме. Исто така имавме потешкоти и во снимањето и снимавме меморија на сред интервју и требаше да почнеме од почеток, но тоа ни беше многу добро искуство и така се научивме како правилно треба да се направи интервју. Потоа за денот на екологијата направивме интервју со Љубинка Спанчевска и поразговаравме за екологијата и за животната средина. Исто така направивме анкета каде што го поставувавме прашањето на граѓаните за тоа како може да се подобри животната средина и што представува за нив екологијата. Од почетокот на новинарскиот клуб, на нашиот новинарски клуб Кимко Инфо, сме имале неколку работилници. Но како највпечатлив можам да ги издвојам следниве.
улогата на новинарството и етичките стандарди, информацијски неред, дезинформации, мисинформации, мала информации, кликбейтови, ботови, тролови и слично. И креирање медиумски содржини. Многу научивме од овие работеници, например, што е новинарството и кои се етичките стандарди, што е дезинформација, а што е мала информација. Како треба да креираме медиумски содржини и како истите да ги презентираме. Воедно, овие работилници ни се како водечи во нашето секојдневно работење во нашиот новинарски клуб. Со креирањето на постерите, видеата, логојата, ние подобро се запознавме со технологијата, научивме како да креираме квалитетна медиумска содржина и развивме нашата креативност, подобро и поефикасно го користевме нашето слободно време и тимски работевме. Меѓусебно се подржувавме и многу се забавувавме и дружевме. А така, ќе продолжиме и за сите наредни активности. Членовите поседуваат и Facebook и Instagram профил, каде ги објавуваат сите медиумски содржини кои младите новинари ги креираат во текот на наставните часови. Логото беше избрано по пат на гласање, а го изработија ученички од 8 одделение. Новинарскиот клуб беше формиран на 15 ноември минатата година по одобрена апликација од Македонскиот институт за медиуми, Младинскиот образовен форум и ИРЕКС во рамки на проектот на УСАИД Младите размислуваат. Активностите што се реализираат се поддржани од Министерството за образование и Бирото за развој на образованието. Вандализмот и агресијата се најчестите проблеми на модерното време. Психологот Радмила Манчевска советува навремено да се реагира на секој проблем кај детето. Неограничувањата на младите и отсуството на срам се едни од поголемите причини кои ги предизвикуваат вандализмот и агресијата. Недоволното посветено време на децата од страна на родителите, како и посегнувањето по својот живот, се едни од наистакнатите проблеми со кои се соочуваат помладите во 21 век. Психологот Радмила Манчевска вели дека вандализмот и агресијата се последица на немоќта на општеството, односно на институциите да се справат со девијантниот начин на однесување. И затоа сметам дека е потребно да се почне прво од општествената заедница, да се согледаат на некој начин причинителите за јавување и на агресивното однесување, а со тоа и на вандализмот, за да се делува мултисекторски, затоа што тоа е проблем кој што опфаќа повеќе фактори. Тоа не е проблем само на семејството, не е проблем само да кажеме на училиштето, каде што исто така имаме зголемено насилство. Не е проблем во потесната заедница, во општествената заедница, генерално е проблем поширок и е потребно да се делува малку поорганизирано и во соработка со повеќе фактори. Манчевска додаде дека голем проблем на денешницата е и трендот на самото повредување на личноста. Ако немаме контрола врз користењето на дигиталната технологија, таа може да биде погубна, може да биде оружје за уништување, во кое што може да настанат голем број на проблеми кај младите, почнувајќи од најмала возраст. На малите деца им се скратува можноста да го стимулираат мозокот за, да кажеме, за развој, затоа што кога ти ќе видиш мало детенце, бебенце од 2 години кој што користи мобилен телефон или таблет, буквално му ги скратуваш сетилните дразби од околината. Скратувајќи ги тие сетилни дразби од околината, мозокот нема можности да се развива соодветно. Ако се пропушти тој период на стимулација на мозокот, после сето тоа е пропаднато. Колку и да се обидуваме да правиме некои промени, многу потешко може да се направат. Истражувањата на ХБЦС утврдиле дека секое трето девојче до 15 годишна возраст се чувствува разочарано, а над 60% девојчињата манифестираат психоматски реакции во насока на јавување на главоболки, стомачни проблеми, изолираност во околината и слично. Манчевска советува родителите навремено да реагираат во однос на било каков проблем кај децата.
Следува информацијата од спортот. Викендов продолжуваат надпреварите од втората и третата фудбалска лига. Осогово ќе гостува во Гевгелија против Кожув, а Виничка Слога 1934 ќе биде гостин на Карбинци. Во првенствата на втората и третата фудбалска лига, викендов ќе се играат редовните кола. Екипите од Кочани и Виница ќе гостуваат. Осогово ќе патува во Гевгелија на средба со стариот ривал Кожув. Домашниот тим во ова првенство играше променливо, но сепак е во посигурната зона за опстанок во лигата, со оглед што со 25 бода се наоѓа на 9-та позиција на табелата. За разлика од нив, гостите од Кочани се во незавидна положба да бркаат тешко достижен резултат за да ги исполнат пресметките за задржување на статусот во лигата. По минатонеделниот висок пораз на домашен терен од Детонит Плачковица, жолто-сините немаат друга цел освен да се обидат да направат некакво изненадување или пак барем да освојат еден бод. Ова ќе биде тешка задача со оглед што гевгеличани ќе имаат психолошката предност на домашниот терен, но и мотивот да обезбедат помирна завршница до крајот на сезоната. Надпреварот во Гевгелија ќе се игра в сабота со почеток од 16 часот. Во третата фудбалска лига Исток пак според распоредот ќе се игра 16-тото коло, во кое Слога 1934 ќе гостува во Карбинци против истоимената екипа. Виничките фудбалери се фаворити и се очекува да забележат нова победа и продолжување на успешната серија од изминатите неколку кола. Домашниот тим е последен на табелата, а досегашната игра што ја прикажа во пролетниот дел од првенството ги покажа неговите слабости, што гостите ќе се обидат да ги искористат. Со 8 победи, 3 порази и 2 нерешени средби, Слога има вкупно 26 бода, 4 помалку од лидерот Вардарски. Средбата во Карбинци ќе се игра в недела со почеток од 16 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.